Ако Македонија сериозно спроведе реформи, плановите за бруто домашен производ од над $10,000 по глава на жител се остварливи. Од Светска банка велат дека земјава треба да ја подобри бизнис климата, да ја зголеми конкуренцијата, да инвестира во образованието за граѓаните да отвораат фирми, имаат подобри дигитални вештини, да развијат иновации. Доколку навистина се реформира системот, амбициозната агенда која ја најави премиерот за раст на бруто домашниот производ од 17 на $20 милиарди е реално остварлива во краток временски период. Again depends on the growth rates. Зависи сепак од стапката на раст. А ако е многу голема стапката на раст, отприлike 10%, тогаш се удвојува бруто домашниот производ за 7 години. Така што од сегашните 8-9 илјади може да се достигне до 17 илјади. А до 10 илјади може да се достигне многу и за пократок временски период. И сето тоа зависи од колкава ќе биде стапката на раст. Препораките на Светска банка и Европската унија се речиси исти, рече евроамбасадорот Рокас. Тој потенцираше оти веќе се забележува дека на реформскиот пат има напредок во делот на јавната администрација и владењето на правото. За да се искористи потенцијалот на бизнисот, според него мора да се надминат пречките во администрацијата и да се зголеми дигитализацијата на јавниот сектор. It is evident, but still there is Видливо е, но сепак има уште многу пат да се изоди и да се работи посилно со посилна посветеност на брзо напредување во делот на владење на правото. За странските инвеститори најважно е да има поволна деловна клима за работа. Велат дека земјава мора да инвестира во образованието за да се создадат повеќе квалитетни кадри, особено затоа што поради преголемата изложеност кон автомобилската индустрија која сега е во криза, треба да се привлекуваат странски компании од други сектори. Секако, сите знаеме што се случува во последните 6 недели поради царините на САД, но европската автомобилска индустрија назадува уште од 2018-2019 година, уште од годините пред ковидот. Во Европа се продаваат за 1/4 помалку автомобили отколку пред 6 години. И сега со вклучувањето на возила од Кина, треба да видиме тоа како ќе се развива. Ќе биде тешко за производителите да се прошират на европскиот пазар. Мора да најдеме алтернативи. Може би медицински помагала. Тие се со многу слични во поглед на технологијата, мехатрониката, напредно производство, смарт производство. За сето тоа ни треба квалитетно образование. Поради глобалните ризици врз македонската економија, Светска банка ја ревидираше проекцијата за економски раст годинава на 2,6%, а Меѓународниот монетарен фонд на 3,2%. ММФ оцени дека Народната банка ефективно се справи со серијата економски шокови, успеа да ја намали инфлацијата, да обезбеди стабилен девизен курс и сигурен финансиски систем. ММФ препорача Народната банка да продолжи со предпазливата монетарна политика, се додека не се потврди постојан и одржлив пат на инфлацијата. Доколку некои од домашните ризици се остварат, фондот препорачува повторно затегнување на монетарната политика.